Berlin, 27. februari 1933. Председател од Хиндербург пристигна пред зградата на Рајстагот за да ги види последиците од пожарот што го предизвикаа нацистите, а ги обвинија комунистите. Со запалувањето на Рајстагот, хитлеровците почна еден страшен терор, убиства и депортации, уништувајќи ги противниците на крутиот режим, а посебно комунистите против кои го монтира и познатиот Лајпцишки процес против Ѓорги Димитров и други функционери на комунистичкото движење. На 27. февруари 1968 година кипарскиот народ излезе на улиците на главниот град на Никозија за да го поздрави изборот на председателот Макариус. Архиепископот победи на првите избори одржани во Кипар по прогласувањето на независноста на земјата во 1960 година. Воопшто немаше сомневање околу победата на Макариус. Веднаш по гласањето народот се собра пред председателската палата за да му ги изрази честитките на саканиот председател. На 27. и 28. февруари 1944 година во манастирот Прокор Пчински одржано политичко советување под раководство на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија со партиските и воените раководители на Третата македонска бригада и на јужноморавските и косовските единици. На советувањето е анализирана воено-политичката ситуација на Кумановско-Врањското и Црнотравското подрачје. Како најважна задача на советувањето е решено да се уништат четничките сили на Кумановско-Врањското подрачје и да се создаде единствена слободна територија од Криварека во Црна Трава. Да се зајакне врската и соработката со српските партизански единици на Јабланица, како и да се изведуваат заетнички акции на непријателските објекти. Сиве овие поставени задачи во наредниот период беа остварени. ...28. февруари 1974 година британците одат да гласаат. Премиерот на конзервативците Едвард Хит ги свика изборите во една тешка економска и политичка криза и побара поддршка на синдикатите. Меѓутоа, резултатите од гласањето беа во корист на лабористите, а Харолд Вилсон, лидерот на лабористичката партија, беше избран за премиер. Во 1975 година културните центри низ целиот свет ја прославија 500 годишнината од раѓањето на големиот уметник Микеланџело. Во Фиренца се уште се чуваат многу од неговите уметнички дела, како на пример статуата на Давид и други, а многу негови дела се наоѓаат и во Рим, вклучувајќи го сводот на Сикстинската капела и статуата на Мојсеј. На 1 март 1942 година во Чајниче е формирана втората пролетарска бригада, составена од првиот и вториот ужички батаљон, потоа Чачанскиот батаљон и два шумадиски народно-ослободителни партизански одреди со околу 1000 борци. Се борела заедно со другите единици на Титовата армија во најголемите битки на Неретва, Сутјеска, учествувала во ослободувањето на Белград, во пробојот на Сремскиот фронт и конечното ослободување на татковината. За незините борбени дејствија и подвизи во текот на нашата славна народно-ослободителна борба и револуција, одликувана е со повеќе одликувања, меѓу кои Орден Народен херој, Орден на народното ослободување, Орден на братството и единството со златен венец и други. На 1 март 1945 година, Поверенството на Народната одбрана на Демократска федеративна Југославија донесе одлука за реорганизација на Народно-ослободителната војска на Југославија и Морнарицата, со која се преименуваат Народно-ослободителната војска на Југославија во Југословенска армија.
Морнарицата на Народно-ослободителната војска на Југославија во Југословенска морнарица и Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска на Југославија се реорганизира во Генералштаб, како непосреден орган на Поверенството за народна одбрана за сета оружена војна сила во Југославија. Суперсоничниот авион Конкорд летна за прв пат на 2 март 1969 година од еден аеродром во Тулуза, Франција, со француски екипаж. Со брзина 2 пати поголема од брзината на звукот, првиот лет на Конкорд со тркалата долу беше управуван на 250 наутички милји. Техничките проблеми на Конкорд беа многу бројни, но овој прв лет беше успешен и без грешки. Втори март 1956 и големо возбудување во Рабат на денот на независноста на Мароко. Многу народ излезе на улиците, додека султанот се возеше до неговата палата по прославата на независноста. Мароко беше под покровителство на две земји, Франција и Шпанија, до 1912 година. Малезија во 1966 војуваше 3 години против Индонезија и за тие 3 години двете земји беа вовлечени во серија гранични престрелки. Повеќето од овие инциденти се случија на границите на малезиската провинција Саравак, подрачје за кое Индонезија тврдеше дека и припаѓа нејзе. Саравак е на островот Борнео и тоа во џунглата. Во таа војна Малезија беше подпомогната од британски и австралиски единици. Со Рапалскиот договор од 1920 година Италија ја анектира Истра. На истранското население новите господари им наметнаа безочна експлоатација. Плаќавме данок и за воздух, вели еден истранец. Особено тешка им била положбата на истранските рудари. Поради тоа, тие на 1 март 1921 година ја прекинаа работата и за 2 март закажаа голем масовен собир. На собирот рударите од Лабин дошле вооружени и со црвени знамиња и транспаренти, барале подобрување на работните и животните услови. Кога италијанските карабинери се обиделе да ги растурат на собраните рудари, тие биле разоружени, а рударите организирале своја власт врз самоуправна основа, односно ја формирале така наречената Лабинска република. Цели 36 дена рударите од Лабинштина и Проштина управувале со ослободените делови од југоисточна Истра. Дури на 8 април 1921 година, со брутална сила на италијанската војска, крваво била задушена Лабинската република, првото оружено востание против италијанските фашисти, кои безмилосно им се одмаздувале на побунетите рудари, кои барале правда и подобри услови за работа и за живот. Шумовитото подрачје во предградието на Париз. На 3 март 1974 година беше сцена на најтешката авионска несреќа што се случила воопшто во историјата. 346 лица загинаа овде, кога еден турски авион од типот DC-10 падна веднаш по летнувањето, од Париз на пат кон Лондон. Истражувачите подоцна докажаа дека до несреќата дошло поради грешка во насртот на системот за затворање на вратата на авионот. Стопански и политички немири во Аргентина доведоа до штрајкови и демонстрации на 3 март 1971 година. Во Кордоба, неколку групи демонстранти излегоа на улиците како представници на сите партии, а имаше и приврзаници на поранешниот председател Хуан Перон.
Главна точка за многу од демонстрантите низ Кордоба беше градскиот затвор, каде што демонстрантите ги поздравуваа затворениците, меѓу кои беа и убииците на еден друг поранешен председател, Педро Арамбуро, кој беше убиен во 1970 година. На 3 март 1965 и јужноафриканската територија Ботсвана се здоби со независност. Независноста и создавањето на новата влада и поставувањето на новиот премиер на државата Сереце Кама беше одбележено со прослава. Во почетокот на март 1929 година во Загреб започна да излегува весникот Пролетер, како и легален орган на Комунистичката партија на Југославија. На страниците на Пролетер, Комунистичката партија на Југославија ги изнесувала своите ставови по најважните прашања од тогашната положба во земјата и меѓународните односи. Во Пролетер, Комунистичката партија на Југославија објавува голем број прогласи и други документи пред почетокот на Втората светска војна, како и во низиниот тек. За местото и улогата што ја одиграл Пролетер во изградувањето на комунистите и нивната борба, Јосип Броз Тито истакнува. Пролетер посебно придонесе за изградувањето на ликот на комунистот. Има извонредна улога во изградувањето и подигањето на цела плејада комунисти, кои растеа во движењето по заведувањето на диктатурата, кога партиските кадри беа десеткувани. Весникот Пролетер укажуваше на организационите и политичките начала и придонесуваше за политичкото изградување на комунистите. Кај комунистите ги истакнуваше и ги негуваше човечките квалитети, како револуционери и борци кои пред себе го имаат свирепиот, класен непријател. Еден од најголемите филмски оригинални комичари, Чарли Чаплин, кој е роден во Лондон на Еден од најпознатите авиони ловци во Втората светска војна беше британскиот Супермарин, Спитфаер авион што изфрла оган. Прв пат тој летна на 5 март 1936 година. За неговото усовршување се грижеше фирмата Супермарин. Во 1940 година тој одигра пресудна улога во воздушната битка со германската Луфтвафе, од која излезе како победник. Британските пилоти сметаа дека тој е одличен авион ловец, брз и погоден за маневрирање, а сепак лесен за контролирање. На 5 март 1953 умре Јосип Висарионовиќ Сталин, генерален секретар на Комунистичката партија на Советскиот сојуз и председател на советската влада. Со тоа заврши и еден период познат како сталинизам. Во 30-годишната Сталинова доминација во животот на Советскиот сојуз и на меѓународното работничко движење, покрај успесите постигнати во одбраната и зацврстувањето на првата социјалистичка земја во светот, покрај постигањата во стопанската и државната изградба и создавањето на материјалните основи на социјализмот, за неговото име се поврзани и многу деформации, кои постепено се внесоа во меѓународното комунистичко движење и штетно се одразија врз практиката и теоријата на социјализмот. Бирократизмот, јакнењето на улогата на државниот апарат, практицизмот, шематизмот и догматизмот во теоријата, идеолошкиот монопол, хегемонизмот, култот на личноста. Посебно се несогледливи последиците од Сталиновата политика на ликвидација на партиските кадри по 1930 година, во познатите чистки, кога беа ликвидирани многу стари болшевици, воени личности и кадри на Коминтерната и на Комунистичката партија. Сталин беше иницијатор и на познатата кампања против Комунистичката партија на Југославија и Социјалистичка Југославија, со фамозната резолуција на Информбирото од 1948 година. Во Советскиот сојуз, по неговата смрт, а посебно на 20-тиот и 22-тиот конгрес, беше критикуван култот на Сталин и неговата активност. На 5 март уличните борби меѓу ирците и британската војска беа најжестоки. Бунтовниците зазедоа една цистерна со нафта и 2 автобуса и ги запалија, фрлајќи огнени бомби врз војската.
Корените на овие неради се многу длабоки и имаат политички и социјален карактер. По многовековната борба против англиските освојувачи, на 6 декември 1921 година беше формирана слободна држава Ирска со статус на британски доминион, но без Северна Ирска, која остана во составот на Комонвелтот. На 5. март 1964 година умре Милтон Манаки, првиот филмски снимател на Балканот. Милтон Манаки е пионер на македонската и на југословенската кинематографија, а фотографиите што ги остави за различни настани од времето во кое живеел, представуваат скапоценно историско благо за изучување на историјата, фолклорот, битот и животот на македонскиот народ во неговото време. Со својот фотографски апарат и првата филмска камера на Балканот, Манаки ги овековечил историските настани од Илинденскиот период, Уриетските настани, битола на конзулите, Балканските војни, Првата светска војна и по неа, нашата народна револуција и социјалистичката изградба. Да споменеме и тоа дека во 1911 година Манаки го снимил во Битола и последниот турски султан Решат Петти, а со својата камера застанал и пред нашиот претседател Тито при посетата на Битола.